господинот Љубиша Карамфиловски, председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, и Боби Бојчевски од Независниот синдикат на здравство, како и национален координатор за здравство на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Добро дојдовте во детали повеќе, ова беше како вовед. Господине Бојчевски, вие организиравте протести неколку, според ова сега што го слушаме од председателот на синдикатот Карамфиловски, значи состојбата не е толку лоша како што вие ја представувате. Значи, слушајќи ги оваа идила од господинот представник на репрезентативниот синдикат, да не сум вработен во здравството веќе 30 години, јас би помислил здравствениве работници зимаат 1000 евра плата. Но поради неговата инертност го донесе здравството на последното дно. Здравствените работници се донесли на маргинализирање на преживување. Благодарение на неговата инертност и неговото климање со глава, ние го формиравме независниот синдикат на здравствени работници, административно-технички и технички персонал. Се со цел, ние постоиме 6 месеци. За овие 6 месеци немаат ни пензиско, немаат ни здравствено осигурување. Значи, ние го увидовме тој факт, излеговме и се бориме за овие луѓе. Бидејќи овој договор е најкриминален договор што постоело, договор на дело. Но, бидејќи се изјасни господинот Карамфиловски дека не чини тој договор, зашто како синдикат не предложи член во законот да вработените по договор, бидејќи он е репрезентативен синдикат, да се забрани со манипулирање со овие вработени повеќе од 6 месеци. Значи законот да постои, да секој што ќе го ангажираме за договор да дело да биде најмногу до 6 месеци.